Добар ден, почитувани гледачи. Поздрав од центарот на Скопје, поточно од седиштето на Европската Унија, од инфоцентарот на делегацијата, каде што ова попладне тргнува ЕУ караванот низ Македонија. Станува збор за проект реализиран со помош на Европската Унија. Емисијата ќе се емитува во живо секој четврток во 30 продолженија од сите поголеми градови и општини во Македонија. Целта е да ги промовираме европските вредности локално во секое место и да ги поттикнеме европските перспективи на секоја општина во Македонија. Ќе дебатираме колку се нашите градови европски, дали навиките и однесувањето на луѓето и уште поважно функционирањето на институциите се на европско ниво и ќе се обидеме да ги поттикнеме нештата да станат уште поевропски. Во секој град ќе разработуваме одредена специфична или тема значајна за општината. Чест ми е да ви ги представам гостите во првата емисија, актерот Роберт Велјановски, неговата екселенција амбасадорот Иво Орав, стопанственикот Горан Дабевски и градоначалникот на Скопје господинот Коце Трајановски. Првото прашање е за амбасадорот Орав. Амбасадоре, си поставивме можеби амбициозна цел да им ја доближиме Европската Унија на македонските граѓани и обратно македонските граѓани да ги приближиме до европските вредности. Колку според вас не очекува тешка задача? Ние гледаме во Европската Унија денеска 28 земји членки веќе се и ако имаме на ум веќе последното проширување, тогаш за повеќето од тие земји првично изгледаше како невозможна мисија, меѓутоа тоа се постигна, така да навистина тоа е можна мисија за вашата земја. Ако зборуваме за европските вредности, ние првично разговараме за мирот, за демократијата и за економскиот просперитет. Навистина е многу тешко да се одбранат тие вредности во земји каде што тие вредности веќе постојат. Дури е повеќе потешко да се достигнат тие вредности ако не се воспоставени тие вредности. Многу важно во оваа земја е дека сите политички партии имат декларирано дека сакат да станат земја членка на Европската Унија и навистина има широка поддршка од народот за членство во Европската Унија и ние во Европската Унија се обидуваме да ви помогнеме колку што е можно повеќе. Европската Унија не е целосна ако сите земји од Западен Балкан не се во Европската Унија, така да денес како ние го пишуваме следниот прогрес извештај, тоа значи дека вие, вашите политичари, владата, опозицијата, граѓанскиот сектор, тие го пишуваат прогрес извештајот и јас навистина се надевам дека во овогодинешниот извештај ќе може да нотираме повеќе прогрес за слободата на медиумите, владењето на правото, борбата против корупцијата и едно прашање кое што исто така беше важна минатата година, дури повеќе е ова година, тоа е политичкиот диалог во земјава. Ви благодарам на одговорот, прилично е охрабрувачки. Бидејќи првата емисија тргнува од Скопје, на почеток еден вид лична карта на нашиот град. Скопје некогаш и денес. Од балканска крстосница до модерна европска метропола. Колку градот расте со европски ритам, колку ја искористува европската помош, како нашето Скопје да стане уште по-европско? Одговор на овие дилеми побара колегата Миле Ристевски. Нема или. Едноставно го сакаш. Го сакаш со сите маани и доблести. Излегуваш од него накратко и брзаш да се вратиш во него. Да си со семејството, пријателите, кои знаат да го искритикуваат, а сепак да се влюбени во него. Од некогашно Скупи до сегашно Скопје.
Пулсира со неправилен ритам во котлина во која времето знае да те изненади, а не пак луѓето. Скопјани кои можат секој добронамерник да го почестат со гостопримство и топол збор за добре дојде. Ние имаме богатство на мултикултура, богатство на мултиконфесионално живење, богатство на јазици, богатство на етнос, богатство на музика, на фолклор. Тоа може само да ги распамети луѓето кои што се научени на некои шаблони, нели, европски. Во Скопје се уште има дружење, има гласно смеење, има солидарност, има милост, има сомилост. Што е најважно според мене, скопјани се на некој начин духовни аристократи. Се уште скопјани немаат европски начин на комуникација во сообраќајот. Пешаците, кога се пешаци, поминуваат кај ќе им текне, а кога се возачи, тогаш се нервираат и реагираат и пцујат на тие што поминуваат кај ќе стигне кога се пешаци. Првото добре дојде е токму овде, на аеродромот Александар Велики, кој прв ја креира сликата и впечатокот не само на Скопје, туку и на Македонија. Годинава по втор пат, Скопскиот аеродром е прогласен за најдобар во Европа, во категорија до 2 милиони патници годишно. So I arrived to Skopje only yesterday in the afternoon, and we've been just walking around for the last couple of hours. I think it looks quite European. You can get all the things that you can get in any European city. There are cafes or restaurants. It looks nice. There are museums. We are planning to go to the Holocaust Museum. And just walking around. I was running this morning. There are a lot of people running. So yeah, it's very European, I'd say. For me, Skopje also looks like European city, but for sure it needs better architecture. But I like the most this neighborhood, Arabic neighborhoods. Like it looks like Istanbul. Subsequently, in 2009 and every year since, we've seen Macedonia get positive progress reports from the European Commission. With a recommendation that accession negotiations should be opened. And the body of those reports give quite a good picture of how Macedonia has really made great steps forward in terms of its European standards and values. Jednoga dana kada uđe u Evropsku uniju, ona će u tu Evropsku uniju obogatiti upravo tom svojom jednom prtljagom, tradicijom koja se bitno razlikuje, ne znam, od jedne Danske, Švedske, Hrvatske ili neke druge. Étonnante, intéressante, qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et que j'essaye sur tous les secteurs d'activité entre les pays de remplir ce rôle également. Il faut parler de la Macédoine aux citoyens européens. De la culture. Во градот ги пречекуваме странците во мноштво хотели, ресторани, меани и многу знаменитости, кои што сака може да види, од шмизла до војсководец, од театар до журка за паметење. Скопје е административно, политички, стопански, културен и образовно-научен центар. Тука е канцеларијата на Европската унија, амбасадите. Од 2005-та наваму, главен град на земја кандидат за членство во Европската унија, која ги спроведува реформите, а Брисел помага со препорака, ама и со пари. Несебично. Средствата кои се распределени за периодот од 2007 до 2013 преку 5 компоненти на ИПА изнесуваат 614 милиони евра. Во периодот помеѓу 1992 и воведувањето на ИПА во 2007 финансиската помош изнесуваше повеќе од 800 милиони евра. Од 2007 повеќе од 450 проекти се завршени или се спроведуваат во земјава. Инфраструктурни проекти и проекти за заштита на животната средина, мали грантови за невладиниот сектор, грантови за поддршка на истражувањата и иновациите, реформи во судството, поддршка за малите и средни предпријатија, развој на руралните средини, туризмот. Кога станува збор за искористеноста на овие пари, оценката е дека можеме и подобро, но како што расте Скопје, ние скопјани учиме од грешките и што уште да кажеме за Скопје, ќе биде малку. Скопје пулсира деноночно, со зборување за оној или она, со неисцрпната тема за политика и тоа што превземала власта или опозицијата. Скопјанецот секогаш е во право. Па затоа што живее во метрополата, во центарот на настаните. И да завршам.
Нема или. Го сакаме Скопје. Од прилогот на колегата Миле Ристовски видовме колку пари биле ставени на располагање во рамките на ИПА фондовите од осамостојувањето на земјава, што му недостига на Скопје, нешто што би можело да се изгради со европска помош, го прашувам градоначалникот на градот Гоце Трајановски. Јас би сакал да кажам дека Скопје последните 5-6 години забрзано се развива и станува се повеќе еден модерен европски град. Се сеќавам на еден мој колега од Белград, кога дојде 2007-2008 година, градоначалник на Нов Белград, господин Желјко, и кога го прашав како е впечатокот за Скопје, тој вели Скопје е мртов град. Велам зашто? Заради тоа што вика не гледам ниту еден кран. За да кога дојде поново 2010-11 година, му велам Желјко како е сега, Скопје се расте веќе и се развива заради тоа што гледам многу кранови. Јас сум задоволен од интензитетот на развојот на градот Скопје. Имаме уште многу да градиме. Меѓутоа, важно е Скопје со големи чекори се развива и се урбанизира во сите сфери. Она што се однесува околу европската помош за градот Скопје е член на повеќе мрежи на европски градови, од кои што црпиме искуства од тие мрежи во различните области, и во екологија, и во транспорт, во сообраќај, во култура и слично. Така да, ова што сега го има Центарот за управување и контрола на сообраќај, практично почна со еден проект од Европската унија во кој што се донира дел од средствата за тоа. Исто така имаме и во енергетската ефикасност, ние сме во една мрежа на градови за подобрувањето на енергетската ефикасност и врз основа на тоа ние во многу објекти од градот Скопје работиме на таа тема, а воедно и на подигнувањето на свеста на граѓаните за енергетската ефикасност. Она што сметаме дека е што е потребно на градот Скопје како помош од Европската унија, тоа што го гледаме и од другите градови, со оглед на тоа што ние соработуваме и со Софија, и со Белград, и со Загреб, избратими сме со тие градови, особено е Софија, како што е најблизок град, кој што е близок до нас и она што црпиме искуство од она што таму се помага од Европската унија, пресети се од структурни фондови, а тие не можеме од тие да дојдеме. Пример, ни требаат пари како што се за трамвајот, како што се за некои крупни сообраќајни проекти кои што може да го подобрат сообраќајот во градот Скопје. Така да, ние работиме на тоа, отворивме и канцеларија во Брисел, во Европската унија, во кој што 50% финансира градот Скопје, 50% останатите општини од Република Македонија. Работиме на проекти за да се приближиме и да видиме како можеме што полесно да дојдеме до парите од Европската унија, зашто морам да кажам дека многу тешко се доаѓа. Иначе актуелен проект кој што сега го правиме преку ИПА фондовите, а тоа е пречистителната станица за градот Скопје. И тоа е еден голем проект во кој што планираме и со помошта на француската амбасада и преку ИПА фондовите да дојдеме за неколку години да направиме техничка документација која што ќе биде практично и предтендерска документација за пречистителната станица во градот Скопје, во која што ќе бидат дефинирани технологијата, формата, начинот, како и локацијата кај што таа ќе биде точно дефинирана. Добро, тоа е впечатокот на градоначалникот Трајановски за темпото на развојот на градот и за тоа што му недостига. Во подоснежниот тек од емисијата ќе го прашаме и амбасадорот Орав какви се шансите во некоја блиска перспектива Скопје да аплицира за некој позначаен проект, како што го спомна градоначалникот, например, изградба на мрежа за трамвај. Во претходниот прилог ги слушнавме што мислат за развојот на градот и некои стари, кога велам стари не мислам по возраст, туку родени скопјани влюбеници во градот. Што велат за тоа и жителите на главниот град, предлагам нивните впечатоци и визиите за тоа кога еден ден Македонија ќе стане членка на Европската унија, да ја чуеме од анкетата што ја направи колешката Сунчица Николовска.
Македонија е тргната по патот на ЕУ и мора да стигне онаму каде што природно припаѓа. Но колку македонците го живеат европскиот сон и колку се чувствуваат европски дома во сопствената земја, во својот град, во својата општина. Колку Скопје наликува на европските метрополи? Јас сум бил у доста европски градове, сум бил у Париз, у Лондон, Амстердам, Ротердам, така, Брисел и тоа. Па сега доста е уреден, наликува, добро е сега. Сега мислам дека доста добро. Со овие споменици, култура. Подобро е, се гледа дека се подобрува градот. Се живее ли европски во Скопје? Европски тешко, има време за европски. Се чувствуваме европски, но европски го прават, европски градот го прават граѓаните. Луѓето со своите манири, со своите граѓански манири првенствено, а не со другите манири. Кои се вашите очекувања доколку Македонија утре стане членка на европското семејство? Не знам, мислам дека не сме се уште подготвени. Да се вработуваат луѓето, повесели да се, насмејани да се, тоа. Членството само по себе не значи ништо доколку ние не ги прифатиме тие принципи. Како прво владење на правото, како второ сигурност, како трето економски просперитет, еднаква состојба и еднаква можност за вработување на сите и еднаква можност за сите фирми да дојдат до работа. Видите, ја не очекувам некој многу подобрување и овака не е на нас добро сега што се однесува до тоа. Освен граѓаните кои ги слушнавме во анкетата, шанса да прашате или да го кажете вашиот став, почитувани гледачи, ќе добиете и вие преку Facebook и Twitter, како и публиката во инфоцентарот на делегацијата на Европската Унија. Веќе е креиран нашиот Facebook профил ЕУ Караван из Македонија, но ве замолувам, бидете стрпливи. Претходно би сакал да го прашам актерот и директор на Драмски театар, господинот Роберт Велјановски, колку сме европејци ако работите ги мериме низ призма на културата? Споделуваме ли европски вредности, еве, например, во уметноста? Па видете, многу сме европејци, ако говориме преку призмата на културата. Македонија не само географски, туку и културолошки припаѓа на Европа. Да не говориме историски. Некои придобивки кои што Европа ги има сега, се настанати токму на овие простори. Говорам конкретно за театарот, областот каде што јас доаѓам. Тука подолу малку, во една европска земја, се настанати првите театри. Така да, Македонија денеска живее европска култура. Ние се обидуваме да пренесеме нешто што е европско кај нас, меѓутоа и нешто што е наше, да го упатиме кон Европа. Ние денеска живееме во едно време кое што во некои сегменти апсолутно можеме да се пофалиме со европски вредности во културата. Во некои заостануваме, меѓутоа сето тоа е заради некои други причини. Не е во смисла дека немаме ние потенцијал, естетски, креативен потенцијал да стасаме до некои европски вредности. Господин Велјановски, ви благодарам за сега. Се надам дека ќе имаме можност во текот на емисијата да прашаме како да искористиме дел од помошта што ја нуди Европската Унија и на полето на културата и уметноста. Институциите на локално ниво тоа го прават, нудат проекти и ги користат европските пари кои ни се ставени на дофат. Колку македонските компании се вешти на овој план. Еден светол пример е компанијата Осогово Милк од млечната индустрија. Собственикот Горан Давевски, кој е гостин во денешната емисија, ќе ни каже како успеа да стигнете до европската помош и зашто ја искористивте сумата. Вака, целта основна на секоја компанија е да произведе што е можно поквалитетни и подобри производи, пред се безбедни производи за крајните корисници. Со таа цел треба да се вложат доста финансиски средства, кои што секојдневно треба да се зголемуваат за постигнување на одредени норми и стандарди во самиот процес на производство.
Ние дел од тие средства ги обезбедивме преку ИПАРД програмата, односно преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој. И ги искористивме конкретно за достигнување на европските стандарди во производството на млечните производи. Ние ги искористивме за централна климатизација во целиот објект, од производството до чувањето на млечните производи до нивно пакување и испорака до крајните корисници. Тоа значи дека млечните производи во млечна индустрија Осово Милк се во строго контролирани услови на чување и тоа се постигна со таа инвестиција која што е кофинансирана од ИПАРД програмата. Колку беше тешко, комплицирано да се стигне? Зошто постои впечаток дека голем дел од македонските компании тешко се одважуваат, не се доволно храбри да аплицираат за европска помош? Се ствара во бизнис секторот едно мислење дека е тешко да се дојде до тие финансиски средства, но сепак сметам дека не е толку тешко ако се има добар издржан бизнис план, кој што се предложува, кој што понатака ќе се усвои од Агенцијата за финансиска поддршка и понатака процедурите се можеби малку подолги од колку што ние очекуваме и трајат малку подолго, но во суштина не се проблематични. Добро, ви благодарам. Амбасадоре Орав, можеби проблемот е и во административниот капацитет на институциите и на луѓето кои работат во македонските компании и нивната подготвеност да ги подготват тие апликации, но од друга страна сум слушнал бројни забелешки и коментари, еве и господинот Дабевски на некој начин потврди дека постои впечаток меѓу македонските компании и дека процесот од аплицирање до добивање и реализација на европската помош е исклучително компликуван и бавен. Може ли да се поедностават процедурите? Да се приклучите кон Европската Унија, тоа е многу скап процес и ова се разбира во Брисел и во европските главни градови, дека земите аспиранти не можат да го направат тоа сами и затоа Европската Унија обезбедува финансиска помош за земите кандидати. Ова се разбира дека е многу пари, тоа значи дека за вашата земја некаде 100 милиони евра на годишно ниво. Навистина се работи за многу пари и кога се работи за многу пари, сегаш има и голем ризик. Така да, за да се елиминираат овие ризици, процедурите одзимаат многу долго време, затоа што целта на ова помош е дека секој евро кое што ќе се намени за вашата економија, за вашата администрација добро да се потроши, да граѓаните на земјата да можат да разберат дека да, тие се поблиску до Европската Унија и дека теоретски кога зборуваме исто така и деношните обврзници во Латвија или во друга земја треба да бидат задоволни дека се наменети за вистинска цел и дека на тој начин вашата земја ќе биде поблиску до Европската Унија и се разбира дека тука постои едно друго прашање за тоа колку може вашата земја да ги искористи овие фондови. Обично има и критики дека владата не е во можност да ги искористи, абсорбира овие фондови. Нема ни една земја во Европската Унија, во земјите членки или земја кандидат кои што може да ги искористат 100% од овие пари, затоа што ова теоретски би требало да има добри проекти од страна на владата, на институциите, за да можат овие пари да се искористат, така да делегацијата на Европската Унија и во Брисел се обидува да ја помогне на земјата колку што е можно повеќе за да може да се искористат 100% од овие пари. Амбасадор Орав, ете, слушнавме. Многу е логичен одговорот на амбасадорот Орав да ночните обврзници во Португалија и Латвија мораат да сакаат да знаат како се трошат нивните пари, но сепак станува збор за 100 милиони евра секоја година кои се ставени на располагање, сума вредна да се обидат сите и институциите и компаниите да аплицираат. Почитувани гледачи, ја следите првата емисија на ЕУ Караванот низ Македонија. Следува делот кој е резервиран за вас. Можете да се вклучите преку Facebook и Twitter и да ни поставите прашања. Дали од режија можеме да добиеме контакт со нашиот Facebook профил? Ако добро го читам првото прашање, дали со европски пари Скопје може да изгради мрежа за трамвај или за метро според примерот на Софија, Солун и други градови? Предпоставувам прашањето е за амбасадорот Орав.
Да, во принцип, да, можно е. Меѓутоа, ова е прашање на приоритети, затоа што овие 100 милиони евра на годишно ниво се навистина многу пари, но со овие пари не можете да направите се. Например, Европската унија помага во реконструкција на главниот пат кон Грција, исто така има и ред други инфраструктурни проекти кои што се изведува во моментот и парите не идат само во инфраструктура, туку исто така тука е животната средина и исто така поддршка за граѓанското општество, поддршка на јавната администрација и во ред други сфери и приоритет е дали владата ќе одлучи да ова е приоритет на земјата и тогаш се разбира дека ние ќе бидеме многу конструктивен партнер за соработка. Ете, постои расположение Европската унија да учествува во некој таков грандиозен, односно мега проект. Колку што знам, за изградба на метро треба и Скопје да исполнува некои услови да биде град од 1 милион жители. Значи, веројатно би требале да аплицираме прво, односно да ги одредиме приоритетите и тоа да биде мрежа за трамвај. Ако имаме и второ прашање на нашиот Facebook профил, колку спортски објекти, сали и терени има градот по глава на жител, дали се запазени европските прописи? Прашање за градоначалникот Трајановски. Мислам дека во последните години, наназад, значи, многу се инвестира во спортските објекти во градот Скопје. Евидентно е тоа, почнувајќи од пуштање во употреба на спортската сала Борис Трајковски, која што долги години значи, беше почната, незавршена. Исто така, градот Скопје доби 11 нови спортски сали во градот Скопје, 12 нови спортски фудбалски терени, 12 тениски терени, исто така 20 повеќе наменски игралишта и исто така добивме една вештачка карпа за закачување. Се планира и изградба на затворен пливачки базен. Она што е за локална самоуправа, добивме 2 спортски сали, едната е во Зефириш Марко, средното училиште, во Бутел, тоа е и Чаир, а другата е во Кочо Рацин, во Ѓорче Петров. Градот Скопје исто така многу вложуваше во изградбата на спортските терени, пред се сметаме дека од левата и од десната страна комплетно изградивме ролерско-велосипедските патеки, значи по целата должина на градот Скопје, на парк шумата водно исто така направивме, на парк шумата Газибаба, направивме спортски терени како што се одбојка на песок, ракомет на песок на новите плажи. Значи, интензивно се инвестира во спортските терени, а исто така би потенцирал дека и оние постојните спортски сали во средните и во основните училишта во изминатите години интензивно се реновираат и се средуваат така да бидат што подобри за спортувањето на граѓаните во градот Скопје. Ви благодарам, господин Трајановски, да им дадеме шанса и на нашите гледачи да поставиме повеќе прашање од нив. Дали има следно прашање на нашиот Facebook профил? Дали на градот му недостигаат зелени површини? Што ќе направите да не европеизирате кога станува збор за паркови и шуми? Претпоставам и ова е прашање за градоначалникот Трајановски. Да, тоа е многу интересно и многу важно прашање и тоа е еден од главните приоритети на градот Скопје покрај сообраќајот и покрај комуналната хигиена. Значи, ние интензивно работиме за подобрувањето на зеленилото во градот Скопје. Никогаш не е доволна бројката на бројот на зеленило пред се на зелени површини и дрвја кои што се посадуваат во еден град, па така и во градот Скопје. Меѓутоа, многу е важно дали напредувате и дали создавате нови зелени површини и садите нови дрвја. Значи, ние во изминатиот период повеќе од 25 хектари насадивме нови зелени површини. Значи, многу паркови, пред се паркот Македонија, паркот на 100 дрвја, зелените површини кои што се покрај Кеот и слично. Ние продолжуваме и понатака, со тоа што имаме во план да се продолжи за околу 40.000 метри квадратни продолжението на Теодосија Логанов. Новиот парк што ќе биде, паркот во аеродром кој што ќе биде на околу 30 хектари или 300.000 метри квадратни, а исто така од другата страна на реката Варда према Газиба, тоа е поранешна депонија Дрисла за која што правиме студија. По завршувањето на студијата ќе почне незината ревитализација, значи покрај вадењето на гасот кој што останал таму, многу е значено што тоа во горниот дел ќе бидат спортски терени пред се оние со зелени површини и паркови на повеќе од 40 хектари, значи повеќе од 400.000 метри квадратни. Исто така во изминатиот период од околу 5 години посадивме повеќе од 60.000
дрвја, значи не се сите големи, тука се и грмушести значи овие растенија. Гледате дека булеварите кои што ги градиме по строго европски стандарди, значи со зелени површини, дали во средично зеленило кај што има простор, а од страната тоа обавезно го правиме, и покрај булеварите, онаму кај што нема дрвореди, правиме дрвореди. Го гледате од десната страна булеварот од Осиј Логанов, доаѓа од Карпош према центар. Направивме студија во кој што повеќе од 3000 дрвја ќе треба да посадиме на сите булевари онаму кај што недостасува. Од различни причини, пола веќе ги посадивме во пролетниот период, истото ќе биде и во есенскиот период. Така да ова е еден голем приоритет за градот Скопје и тој ќе биде континуирано. Значи и понатака ќе остане тој приоритет. И јас додека сум го наче ќе останатите кои ќе дојдат. Веќе во план е правењето на зелениот катастар за градот Скопје, кој што е исклучително важен, исклучително скап, во кој што очекувавме помош од повеќе амбасади заедно и со екологистите на градот Скопје, така да интензивно работиме на подигањето на зелени површини и садење на што повеќе дрвја. Добро е што е така. Цвеќето, се извинувам, ја што упадна во зборот, градот Скопје, значи сакаме да го добие епитетот на цветен град. Значи неколку години наназад ние интензивно садиме цвеќе по скопските булевари и по скопските зелени површини. Минатата година посадивме околу 1,5 милион цветни садници во градот Скопје. Сега продолжуваме понатака, сега во сабота е првиот цветен фестивал и така. Добро е што е така, бидејќи парковите, шумите и зелените појаси се исклучително важни бели дробови на градот. Во вториот дел од емисијата ќе видиме дека еден од најголемите проблеми на градот е аерозагадувањето. Имаме, чинам, уште едно прашање на нашиот Facebook профил. Ред во сообраќајот или чист град? Што е приоритет за градските власти и на кое ниво е сообраќајната култура на граѓаните и нивната еколошка свест? Претпоставувам дека одговор на ова прашање можат да дадат можеби и актерот Велјановски и стопанственикот Дабевски, бидејќи градоначалникот може да каже што е приоритет за градските власти, а за нивото на сообраќајната култура и еколошката свест го слушнавме на пример Љупчо Николовски Фуфо, кој кажа дека според неговиот впечаток нивото на сообраќајна култура не ни е европско, бидејќи не знаеме кога сме пешаци, кога сме возачи. Што мислите ви? Кога станува збор за ред, јас сум еден од оние кои што преферираат ред во се. Така да не би можел да дадам приоритет дали треба да има ред во сообраќајот или ред во однос на еколошката култура. Се разбира, треба да поработиме на некои наши навики, едноставно, лоши навики, кои што сме ги стекнале од разни причини. Сообраќајот во последно време што се однесува барем до мене, се повеќе и повеќе се средува и тоа има еден сериозен напредок во однос на тоа прашање. За екологијата, јас живеам во еден многу зелен дел на градот, јас сум од Карпош, така да не би можел да забележам, немам никаква забелешка во однос на тоа прашање, барем во оној дел јас каде што живеам. Иако сум човек кој што смета дека треба да се инвестира во тие еколошки проекти, проекти кои што ќе ја запазуваат човековата околина. Едноставно, планетата Земја е единственото место што го имаме за живење. Така ќе станеме повеќе земјани и кога ќе станеме земјани, ќе станеме и европјани. Господин Дабевски, сметате ли дека го делите ли впечатокот дека понекогаш чекаме градските власти да ни го соберат сметот и во нашите влезови, да ни ги исчистат ходниците, лифтовите, не водиме сметка за снегот кој ни паѓа на прагот на нашите врати, секој друг е секогаш виновен. Тоа е можеби во менталитетот на нашиот народ. Се уште не сме издигнати на тоа ниво на култура каде што би ги средувале сами работите, него секогаш чекаме некој друг да ги заврши тие работи и мислам дека се уште тие европски стандарди не се достигнати барем во тој дел на културата. Исто и во сообраќајот. Имаме непочитување на сообраќајните прописи, нервози, гужви и далеку сме уште од тие европски стандарди. Ви благодарам, почитувани гости. За сега ќе мораме да ја дадеме збори на нашата публика која е овде со нас во EU Info, центарот на делегацијата на Европската Унија
повелете да станува збор за студенти од скопските универзитети. Јас имам прашање за градоначалникот на град Скопје, господинот Коца Трајановски. Значи, Скопје, како еден европски град, по изградбата на голем број нови објекти, станува се поинтересен за странските туристи. Моето прашање е дали имаме развиено, значи, стратегија за развој на туризмот? Да, значи, интересно прашање. Значи, Скопје во изминатиот период се повеќе го посетуваат странски туристи, па ја би рекол и домашни туристи од натрешноста од останатите градови на Република Македонија. Градот Скопје има две туристички бироа, значи имаше едно туристичко биро, тоа е кај културно-информативниот центар. Отворивме уште едно туристичко биро пред неколку години, тоа е во старата Скопска чаршија. Ние имаме стратегија за развој на туризмот која што изминува рокот, сега веќе сме во фаза на изработка и се најверојатно за неколку месеци ќе биде новата стратегија за развој на туризмот во градот Скопје. Се повеќе има туристички водичи кои што се обучени да им ги покажат на посетителите на градот Скопје сето она што го нуди градот Скопје, а мислам дека градот Скопје има многу нешто да понуди на посетителите кои што ќе го посетат, особено што градот Скопје во последните години го менува својот имидж и ја би сакал да потенцирам со оглед тоа што е таква ми е функцијата градоначалник сум на главниот град. Градот Скопје е еден од ретките, можеби единствен град, главен град во Европа кој што го нема оформено својот плоштад. Сите останати градови ги имаат оформено своите плоштади можеби пред 40-50 години. Ние сега тоа интензивно го правиме и јас се надевам дека за неколку години градскиот плоштад ќе биде оформен. И затоа е толку интересот за посетувањето на градот Скопје покрај на се што го имаме културното, историските споменици, театри, музеи и останатото, да се види оној напредок, брзиот напредок што го има градот Скопје, а согласно на тоа ние како градска администрација многу работиме за тие туристи што повеќе да дојдат, а тие што ќе дојдат да им оставиме добар впечаток и тие да бидат мотив и да пренесат на останатите дека е добро да се посети Скопје, има што да се види, има што да се купи во Скопје, така да и може убаво да се помине во градот Скопје. Благодарам на одговорот, почитувана публика. Доколку има уште прашања, повелете. Гостите ги замолувам да бидат по-куси и по-прецизни во одговорите, бидејќи времето за првата емисија истекува. Полека, повелете второ прашање за публика. Јас сум Славјански Кирил од Филозофскиот факултет во Скопје. Сакам да поставам прашање до господинот Роберт Велјановски. Прашањето гласи дали Драмскиот театар ќе добие репрезентативен објект. Ви благодарам за прашањето. Јас денеска заврши тендерот за јавно-приватно партнерство за изградба на Драмскиот театар. Немам информации дали некој се јавил на тој тендер. Меѓутоа, во интензивни договори сме и оваа зграда, која што е подарок на британската влада за Скопскиот земјотрес од 63-та и која што на 4 марта оваа година имаше 49 години, еден јубилеј, 49 годишен јубилеј на објектот, ќе замине во историјата и ќе добиеме еден современ театарски објект. Она што се случи со Македонскиот народен театар со новата зграда е исчекор од 60 години кој што македонската култура го направи во однос на техничко-технолошките средства за да создаваме уметност. Господин Велјановски, ви благодарам. Веројатно постои интерес кај публиката уште, но за жал времето е кусо. Мораме да одиме во вториот дел од емисијата. Нашиот град има многу уникатни предности, урбан шмек и природни убавини, но има и своји слаби страни. Според многумина градот е најранлив кога станува збор за аерозагадувањето. Сега направет полесно се дише и аерозагадувањето е помалку видливо. Но како е во зимскиот период од следниот прилог? Секоја зима во Скопје тешко се дише. Последниве години градот соборува рекорди во загаденост. Мешавината од магла, издувни гасови и чад се комбинира во стручно наречените PM10 честички, опасни по човековото здравје.
Во ноември 2013 бе измерени 6 до 7 пати поголеми вредности од дозволената загаденост. Како да се преживее зимата во такви услови? Скопјани бараат спас на околните планини и надвор од градот. Кога имаше во Скопје магла, едноставно и медумите допринеса граѓаните да ја напуштат Скопје, да горе на вон, да уживаат во убавото време, сончето и да дишат чист воздух. Објаснува овој редовен планинар кој не може да го замисли својот живот без водно. Возењето од средноводно до милениумскиот крст трае од 6 до 8 минути. За разлика од претходно, откако е отворена жичницата, изминативе 3 години значително е зголемена посетата на врвот Крстовар. А горе на врвот, освен чист воздух, има и други планински убавини. Една комбинација на планински чај, кој ние го собираме по планини, и чистиот воздух е огромно здравје за човекот. Напети се и вие и ке посакате уште по еден да ви донесам. Загадениот скопски воздух изминатите зими ги крена на нозе еколошките власти. Алармот го вклучи повеќе дневното енормно отстапување од дозволените вредности на PM10 честичките. Како главни виновници за ваквата состојба, надлежните ги посочија издувните гасови од возилата и начинот на греење. Освен топланите, речиси половина Скопје се грее на дрва. Традиционално некако, како да кажам, Скопје е таква котлина каде што најголемото загадување се појавува при појава на магла кога воздухот лежи, а тоа е периодот од кај 15 ноември или крајот на ноември до негде почетокот на јануари, првата половина јануари. Граѓаните повеќе да пешачат, да возат велосипед или да го користат јавниот превоз. Ова е решението за почист воздух во Скопје според екологистите. Треба понатаму градот Скопје да размислува на сите оние што користат велосипеди, така и се повеќе и повеќе ги има. Исто како што го стимулираме возењето на велосипед, го поддржуваме јавниот превоз и неговото подобрување се разбира е многу битно за намалување на загадувањето. Добивањето точни навремени податоци за квалитетот на амбиенталниот воздух стана неопходна потреба на секојдневното живење. Со помош на европските фондови во земјава се поставени 17 мерни станици за регистрирање на загадувањето на воздухот. Во македонската метропола мониторинг на амбиенталниот воздух се врши на 5 места. Во иднина европската помош продолжува. 2016 година веќе очекуваме 2 нови станици кои што ќе бидат поставени на посебни работни места кои што ќе влезат во оваа мрежа на национален мониторинг на амбиенталниот воздух. И европските извештаи покажуваат дека е направен добар напредок во развивање на системот за следење на квалитетот на воздухот. Но препораките се инвестициите од оваа област да бидат значително зголемени. Со примена на европските стандарди во делот на животната средина, сите ние како жители на овој град на еден или на друг начин можеме да влијаеме Скопје да има почист воздух, а тоа ќе значи подобро здравје и поубава иднина за нас и нашите поколенија. За решавање на горливите еколошки проблеми, на земјава и се достапни околу 114 милиони евра преку инструментот за предпристапна помош, кои треба да се искористат до 2017 година. Ете колку е Скопје загаден во текот на зимските месеци и колку помош ни стои на располагање за да ги поправиме нештата на тоа поле. Амбасадор Еорав, дали во вашиот Талин полесно се диша отколку во Скопје? И дали ние во Македонија може да очекуваме и друг вид помош од Европската Унија покрај мерните станици, например да се финансираат проекти за енергетска ефикасност и други објекти, што ќе ни го олеснат дишењето во главниот град? Ви благодарам. Одговорот на вашето прво прашање е малку не дипломатско, меѓутоа одговорот е да. Според Светската здравствена организација, индексот Естонија е земја со најчистиот воздух во светот, втора е Молдова и Молдавија и трета е Канада. Меѓутоа, средината навистина е многу важна сфера за Европската Унија
Се разбира дека ова консумира многу пари, исто така потребна е политичка волја за да се адресираат овие прашања. Имаше еден многу успешен проект тука во Скопје пред 3 години со помош на Европската унија не инсталираме мерни станици, така да сега знаеме која е ситуацијата со загадувањето на воздухот и оваа слика на вистина не беше добра воопшто, затоа што сега минатата година пример имаше многу денови кога загаденоста на воздухот ги пречекоруваше за 20 пати повеќе и добрата работа е да диагнозата е позната сега и што е потребно е тоа третман и Европската унија е ваш партнер, има ИПА фондова. Ние навистина ја охрабуваме владата да ги искористи овие фондови, тоа не е многу видливо. Се искористуваат ИПА фондовите за инфраструктура за метрото, ова е видливо, меѓутоа средината е нешто што на сите не е потребно и треба да се знае дека средината ни припаѓа на сите нас и како втора нашите внуци треба да наследат планетата со чист воздух. Градоначалник, има ли чаре за почист воздух во Скопје? Што преземаат градските власти на тоа? Сигурно дека ќе има чаре. Оваа состојба не е од вчера, само што добро е што сега почнеме да мериме и да знаеме колку е тоа, за да можеме да подигнеме сите наши активности да се запалува на црвено светло, за да може да ги соединиме сите наши сили за да може тоа да се реши. Значи неколку фактори влијаат на загадувањето на градот Скопје. Тоа е географската положба што не можеме да ја промениме. Второто е сообраќајот кој што со изградба на подобри сообраќајници на две нивоа, а што е најважно кој што посочи граѓаниве, користењето на јавниот превоз и користењето на алтернативниот превоз е многу важно за помалото загадување. Еден од најголемите загадувачи е токму автомобилите кои што гледате дека скоро еден или двајца се возат во секој од тие автомобили, да ја промениме свест и да почнеме да се возиме повеќе со автобуси и со јавен превоз. Третиот фактор тоа се домаќинствата кои што не повеќе од 50%, туку точно се до околу 70% се греат не се греат на топлификација, туку на дрво, на нафти, на слични горива кои што многу ја загадуваат, така да спасот е во гасификацијата на градот Скопје, кој што тендерот е отворен и јас се надевам дека за неколку години веќе Скопје во добар дел ќе биде гасифицирано, што особено гледам дека е важно за овие индивидуалните. И по четвртиот фактор тоа е индустријата. Добро е што се ограничи до 1 април да бидат оние големите загадувачи, за некои од нив се продолжи до крајот на годината или до октомври, што така да и тој фактор ќе биде елиминиран, така да сметам дека градот Скопје има големи можности и се работи на тоа за да биде воздухот почист. Нормално во рамките на она географска положба што имаме и можностите што ги пружа природата. Ви благодарам на одговорот. ЕУ караванот ја мина првата станица, следната е во Велес. Идниот четврток бидете со нас во истиот термин. Прогнозата навестува подобро време, што ни нуди можност дел од емисиите да ги реализираме од плоштадите од повеќе градови во нашата земја. Во меѓувреме сме достапни на Твитер и на Фејсбук за сите ваши предлози, прашања, коментари и забелешки. Господа, ви благодарам што бевте дел од првата епизода на ЕУ Караван низ Македонија. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието и на довербата. Европски поздрав до идниот четврток.